Председателката Гордана Силјановска-Давкова на јавната расправа за стратегијата за соработка со дијаспората ја истакна потребата од посилна и централизирана координација, како и стабилна финансиска поддршка. Таа ја посочи Црна Гора како успешен пример и предложи создавање национален регистар на дијаспората за точни податоци за иселениците. Укажа и на неопходноста од реформи во изборниот законник, за дијаспората да го ужива своето уставно избирачко право. Според неа, иселениците се клучен ресурс за развојот на државата. Сојузот на стопански комори соопшти дека ќе ја почитува одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата, која ги казни со 18.500 евра поради улога во незаконско координирање на трговци во февруари 2025 година. Новото раководство нагласува дека прекршувањата се направени од претходната управа, разрешена во јули 2025 година. Председателот Горан Ѓорѓиевски истакнува дека Сојузот на стопански комори секогаш работел транспарентно и независно, без влијание врз цените, нагласувајќи дека единствено слободниот пазар ги одредува. Комисијата казни и 4 компании со по 50.000 евра за картелско здружување. Цената на електростопанство Македонија што ја понудила на годишниот тендер ќе биде објавена по завршувањето на постапката, одлучила владата на затворена седница. Премиерот Христијан Мицкоски увери дека струјата за домаќинствата ќе остане субвенционирана и дека нема да се дозволи удар врз стандардот на граѓаните. Тој потенцира дека пазарната цена е околу 100 евра по мегават час, додека моменталната цена на електростопанство Македонија за домаќинствата е 62 евра. Мицкоски најави дека за прв пат набавката се прави за цела година. Министерството за внатрешни работи на Србија извршило претрес на станови и возила користени од осомничени лица и пронашло кокаин и повеќе патнички возила кои биле запленети. Осомничените се задржани до 48 часа, пошто ќе биде поднесена кривична пријава до Вишото јавно обвинителство во Белград. По привременото воведување визи за турските државјани кон крајот на октомври, Црна Гора ја напуштиле речиси 9000 турци, а од 320 поднесени барања биле одобрени само 194. Одлуката следеше по инцидент во Подгорица, но подоцна се покажа дека турците не биле вмешани. Дел од јавноста ја оцени мерката како популистичка и штетна, особено затоа што турските инвеститори имаат значаен удел во економијата. Министерот Ибрахимовик најави дека визите можат да се укинат за 10 до 15 дена, но точен датум засега нема. Во Белгија денеска се одржува 24-часовен генерален штрајк организиран од трите најголеми синдикати, како протест против владините социоекономски реформи кои, според нив, ги намалуваат пензиите, платите и работничките права. Наместо голем марш, штрајкот донесе блокади низ земјата, затворени аеродроми, прекин во јавниот превоз, индустријски застој и акцијски протести во образованието, културата и приватниот сектор. Синдикатите бараат повлекување на мерките, повисоки даноци за богатите и укинување субвенции за големите компании, предупредувајќи дека штрајкот е неопходен за да се спречи социјално распаѓање. Американскиот председател Доналд Трамп во телефонски разговор ја повикал јапонската премиерка Санае Такајчи да избегне понатамошна ескалација во тензиите со Кина по нејзината изјава дека можен напад врз Тајван би можел да предизвика јапонски воен одговор. Кина остро реагираше и побара од Вашингтон да ја ограничи Јапонија, обвинувајќи го Токио за оживување милитаризам. Такајчи не ја повлекува изјавата, а во Токио има загриженост дека тишината на Трамп би можела да го охрабри Пекинг да врши уште поголем притисок. Во Хонг Конг продолжуваат драматичните спасувачки операции по катастрофалниот пожар што уништи дел од комплексот Ванг Фук Корт. Најмалку 279 лица се водат како исчезнати, а 45 се во критична состојба. Повеќе од 900 жители се евакуирани во привремени засолништа. Полицијата уапси двајца директори и еден градежен консултант под сомнение за убиство од небрежност, додека антикорупцијската агенција истражува можни неправилности во реновирањето на објектот. Пожарникарите успеа да спасат постар маж од 31-тиот кат, а комплексот, во кој живеат околу 4600 луѓе, најмногу постари лица, останува делумно недостапен поради опасноста. Под влијание на циклонска активност, од денес до сабота ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека пообилни врнежи се очекуваат во текот на денот и утре. Поради спуштање на подстудена воздушна маса од север во четврток на планините, врнежите ќе преминуваат во снег, а дневните температури ќе упаднат за 4 до 6 степени во споредба со утришните. Стабилизирање на времето се очекува од недела.